Колку е прекрасно чувството да се дружиме со најдобрите и воедно нас не мотивираш, Кира, да бидеме и ние подобри во својата професија и најпрво што е последно актуелно е победата во Турција и не знам колку пати веќе 5 пати поред легувате, си правите влез во Европското првенство. Па да, благодарам за комплиментите, кои што сами кажавте. Остваривме една многу важна победа во Турција. Тоа ни беше можда и најважниот натпревар во ова тековна сезона со националниот тим. Победихме во Турција, за пети пат веќе сме класирани на Европско првенство и преостанува уште еден натпревар во недела со Грција во Струмица, кој што исто така е значаен за да можеме да завршиме на првата позиција и да бидеме што подобро рангирани во жребката за престојното Европско првенство што ќе се одржа во 3 држави следниот јануари. Задоволни сме, среќни сме, очекувавме полесно, меѓутоа беше тешко. Меѓутоа, кога нешто постигнуваш во животот потешко, тоа и посладко. Така да, ајде така да кажам, послабата игра може и да се заборави, најважна е победата и двата бода и ми преостанува еве неколку дена да се спремиме што подобро и да се презентираме пред нашите навивачи, нашите фанови, нашата јавност со што подобра игра и да пробаме да оствариме уште една важна победа за Македонија. Дали остануваш ти во својот клуб или имаш некои други понути? Ја останувам во својот клуб, уште 2 години ќе бидам во Нант, во Франција, во француското првенство. Менливи се работите во нашиот спорт, меѓутоа како што стојат работите, најверојатно останувам уште наредните 2 години. Заврши првенството во Франција? Заврши првенството во Франција. Успешно? Успешно. Ајде сега малку да не запознаеш какви се плановите за ова лето. Па плановите за ова лето, видите колку год да имате слободно време, тие денови се премалку, поготово со тоа што јас сум, скоро можам да кажам, 18-19 години имам интернационална кариера. Слободното време кое што го добиваме за летниот распуст, како што кажав, колку и да има денови, тие се премалку, меѓутоа пробувам максимално добро да се организирам. Организацијата е многу битен дел, битен фактор во животот, без разлика што се занимавате и можам да се пофалам дека сум добар организатор. Веќе имам направено агендата, како што кажав, ми фала денови. Доста работно лето ви предстојува пред вас, а како ти ќе се одмориш после целиве ангажмани што ги имаш, проекти и така натаму? Па одморот ми е неопходен, морам искрено да ви кажам. Како поминуваат годините, се повеќе ми треба и одмор, тоа ми е јасно како бел ден. Ќе пробам да се организирам. Тој ракометен кап, мене Охрид ми е прекрасно место, значи Охрид ме одмара, воопшто не ме замара, иако имаме активности во секојдневно по 24 часа, сепак работиме со деца. После тоа ќе заминам кратко на одмор, би заминам многу полого, меѓутоа времето не ми дозволува. Приеш дестинацијата? Па уште немам договорено, искрено да ви кажам, имам две-три идеи во главата, 2-3 различни држави, меѓутоа ќе гледам да биде што пократко, што поблиску, за да не губам време во возење, затоа што секој ден ми е многу важен. Кога си во Македонија и Скопје, кој е оно место кое што ти сакаш да го посетиш? Па видите, места, Скопје е прекрасен град, места има многу, мене најважно ми се пријателите, најважно ми е друштвото. Кога имам добро друштво, во кое што владе позитивна атмосфера, кое што нема некои негативни работи, мислам дека секое место за мене не е воопшто битно каде ќе седнеме и каде ќе се забавуваме, така што животот ме научи да ги бирам пријателите, не тие да ме бираат мене и пробувам да одбирам се уште позитивни луѓе со позитивна мисла, за да можеме квалитетно да го проведеме нашето слободно време. Имаш ли слободно време да го посетиш својот роден крај, Свети Николе? Сега мојот роден крај обавезно, сега и новиот пат е пуштен, така да се неќина го тестирав за 15 минути. Се стига и назад, така да кога можам некој седејќи овде во Скопје да се одлучам на кафе да отидам до таму, на ручек и да се вратам, значи многу поедноставно, многу побрзо и во секој случај многу добро. А да се родеше повторно, дали би бил ракометар или нешто друго? Да се родев повторно,
Па да, би бил ракометар и би бил што подобар ракометар. И уште две прашања за крај за социјалните мрежи, дали користиш, колку си активен? Па видете, ги користам социјалните мрежи затоа што сум јавна личност, позната личност, не ги преферирам многу, меѓутоа го следам трендот и сакам од време на време, затоа што имам многу мои фанови кои што ме следат, кои што сакаат да знаат информации за мене. Значи, јас сакам да ги испочитувам моите фанови, од време на време користам. Повеќе го користам Инстаграмот. Чула некоја непријатна понуда? Непријатна понуда. Па непријатни понуди, видете, имате различни видови на понуди од секој. Спортски понуди. Јавен лик, тоа е неизбежно. Да, меѓутоа има секакви, меѓутоа јас сум сериозен човек, во сериозни години, така да имам поминато многу и знам да се носам со тие работи.